9 месеци по нивното вработување, за нив се уште нема никаква полициска униформа. Со ова свесно непочитување на законите, приправниците во полицијата системски се ограбуваат, со што Министерството за внатрешни работи заштедува по неколку милиони евра. На секој приправник му се нанесува директна штета од околу 15.000 денари месечно. Имаме многу прашања, но малку одговори. Затоа јавно го прашуваме министерот. Каде е полициската униформа? Зарем опремена полиција за вас значи полицајците сами да се снаоѓаат, купуваат и шијат? Зошто носите полицајци на испомош наместо да ги овластите приправниците? Донесувањето на решенија за вработување е ваша законска обврска, а не нечија лична одлука. Бараме веднаш да се донесат решенија за вработување на приправниците и да се најде начин истите да се обештетат. Бараме исто така и да се реши статусот на лицата со завршена обука кои што немаат склучено договори за вработување. Престанете да тактизирате со овие лица и не убивајте желбата за работа на почетокот на нивната кариера. Ви благодарам. За колку вкупно полицајци, односно полициски приправници станува збор? Ова се случува со последната класа од 603 примени полицајци, истото се случуваше со претходната класа од 400 полицајци. Тие не го почитуваат законски предвидениот рок и воедно со колективниот договор од 6 месеци приправнички стаж за полицајците приправници. Претходната класа беа 14 месеци приправници, односно 8 месеци повеќе од законски предвидениот период и затоа не добија никаква штета, а новата класа од 600 полицајци веќе се 9 месеци и се уште немаат добиено решение. Значи 3 месеци веќе го прекорачуваат законски предвидениот рок. Сте се обратиле до министерот за внатрешни работи до Да, веќе еднаш му поднесовме предлог за обештетување на претходната класа на полицајци, кој беше доставен на 5.1. годинава 2018, но од него не добивме никаков одговор. Предлогот беше за исплата на штета на повеќе рати. Еднаш за колка ви заштети станува збор, доколку МВР се однесува на овој начин како што се однесува? Од наши паушални пресметки, доколку ставиме просек дека се заштедува по околу 15.000 денари за еден полицаец приправник месечно, на бројка од околу 600 луѓе се заштедува по околу 120, 130 до 150.000 евра месечно. Што значи за овие 3 месеци што веќе последната класа се држи незаконски приправници, Министерството има заштедено веќе половина милион евра. Пред пресот кажавте дека се носат од останати градови во Скопје. Да, моментално во Скопје, значи бидејќи фалат полициски службеници, се носат на испомош полицајци од останатите градови во провинција, а веќе имаме тука полициски службеници со положен приправнички испит за кој што од нас нејачни причини не се донесуваат решенија. Благодарам, колеги. Дали очекувате исто, значи 8 месеци да чекате додека не добиете решение како и првата класа? Се надевам дека од ова наше излагање ќе има ефект и министерот позитивно ќе одговори на нашите барања и во текот на наредниот период ќе ги добиеме нашите побарувани решенија.